Почитувани гледачи, добродојдовте во најновото издание на емисијата од станица до граница. Повторно јануари, повторно студени денови, меѓутоа тоа нема да ве одвлече, претпоставувам, од телевизиските екрани и да ја проследите нашата најнова емисија, нашето најново издание. Во неа, како што е вообичаено во овие јануарски денови, ќе проследиме нешто што е актуелно, односно нешто што го прославува целиот македонски народ, а тоа е богојавление или попознат кај народот како водици. Така што денеска ќе имаме снимка од фрлањето на крстот во светените води на реката Вардар. Исто така, како и минатата седмица, во оваа емисија ќе проследите неколку работи кои што беа актуелни во изминатата 2018 година, а овој пат се работи не за настани, туку за топ личности во 2018 година, и тоа според магазинот од станица до граница, кои личности ја одбележаат 2018 година. Имаме една промоција, односно еден прилог за промоција на книга, половина поезија, половина автобиографска повест на Мимица Јосифовска. Но како што е ред, ве поканувам да тргнеме по вообичаениот редослед. Падна нешто. Вообичаено знаете дека телевизискиот магазин од станица до граница ги бележи настаните од изминатата година. Така беше во претходната емисија, а вечерва ќе одбележиме нешто ново, односно топ 5 личности кои што ја одбележаа 2018 година. Тоа се личности кои што со свој придонес или во својата област дале особено значење. Така што тука ги имаме личностите од областа на спортот, од областа на културата, образованието и така натаму и така натаму. Започнуваме со одбројувањето, односно започнуваме со топ личноста која што ќе следи прва во нашата емисија. Тоа е Маријан Илиевски, тренерот на кошаркарскиот клуб Блокотехна. Знаете дека Блокотехна како кошаркарски клуб многу брзо се искачи на највисокиот врв на македонската кошаркарска лига, и тоа благодарение на овој тренер, односно на Маријан Илиевски. Чувството во градот Гевгелија, значи за мене максимално пријатно, бидејќи сум прифатен од градот, и за мене тоа е нешто позитивно, и нормално дека кога се наоѓаме во една средина која што последниве 10 години ја обележува кошарката во градот и во Македонија, значи чувството е секогаш со мотив плюс. Би сакал да ве прашам, какви се гевгеличани? Значи, вие рековте убаво ве примиле, меѓутоа, какви се како луѓе, како народ? Па гевгеличани за мене се питом народ, кои што си имаат една своја
карактеристика кој што ги двои од останатите места во Македонија, тоа е моето мислење. Се живеат една своја приказна која што е за почит, која што ние во големиот град, нели, знаеме и да завидуваме, бидејќи секојдневието кое што тие го живеат и го имаат со едно поинакво почитување и можност за честа средба е нешто кое што ние напротив го немаме. Во однос на спортската страна, повторно ќе кажам дека гевгеличани има можност да уживаат во спортот кошарка во овие 10 години, да имаат квалитетни тимови, како што беше тимот Кожув, и да имаат многу убави надпревари, гостувања од други клубови кои што се гостувањето на Партизан, репрезентацијата на Венецуела која што беше во Гевгелија, така да сепак се е еден град кој што со малце жители, меѓутоа има своји убавини предности. Виолета Карјанова, која што исто така имаше интервјуи во нашата емисија од станица до граница, е нашиот избор број 2, односно таа има освоено повеќе меѓународни и републички награди во оваа дејност, односно во балетската дејност. X-Dance, што се одржа во Скопје, каде што таа ја доби Гран При наградата во категоријата класичен балет, каде настапи како дуо со британскиот балетан Ендрю Кук со танцов сегмент од балетот Арлекината. Исто така забележање кај Виолета е и надпреварот во Сибиу во 2017 година Young Stars Балет во Романија во категоријата на професионални изведувачи како најмлад учесник, каде таа имаше можност да настапи на гала вечерта заедно со првенците од Романија, Грузија и Египет. Исто така, тука е освоеното прво место на меѓународниот надпревар во Сараево во мај минатата година, значи во 2018 година, со речиси максимум поени, како и Гран При наградата која неодамна ја доби, како што кажавме, заедно со партнерот Ендрю Кук. Гледаме инсерти од емисијата која што ние ја реализиравме во минатата 2018 година. Виолета, Гевгелија рече дека беше твојот почеток во балетската уметност. Јас би сакал да те прашам колку Гевгелија, ти нешто спомна и за твоите наставнички, колку Гевгелија ти помогна во уметноста, во првите чекори, односно што доби од Гевгелија, што ти послужи можеби за понатаму во средното образование, а се надевам и на факултет? Па вака, основното балетско образование е многу важно за секој балетски играч, бидејќи таму ги учиме основните и првите движења и чекори, кои многу влијаат на за совладување на понатаму што доаѓаат потешките и посложените движења, бидејќи ако тие ги научиме погрешно, понатаму ќе имаме тешкоти да ги совладеме тие други движења, да ги изведеме добро, некои варијации, настапи и така натаму.
Професорката магистер Даниела Джишева е нашиот предлог или број 3 топ личност на годината, затоа што заедно со својата драмска група или драмско студио Дон Кихот освоија дури 2 меѓународни награди, и тоа првата во Албена 2018 година, каде што под режисерската палка се изведе представата Чернодрински се враќа дома, а исто така ученикот, односно актерот Александар Стефанов ја доби и наградата за најдобар актер на фестивалот. Истата година, значи 2018 година, драмското студио Возрастната група, повторно под режисерската палка на Даниела Джишева и Катица Джишева Допарова, ја освоија првата награда во Банско на меѓународниот фестивал Утринска звезда, добивајќи ја и специјалната награда за најдобро остварување на фестивалот. Гледаме инсерти исто така од една емисија која што ние ја реализиравме со Даниела во минатата година. Студио Дон Кихот работи во рамките на Дом на култура во просториите на Пионерски дом. Работиме веќе 1 месец, работат 3 групи. Едната група ја водам јас, другата група Тони Аврамов и третата група Катица Допарова. Она што не поттикна да го формираме драмското студио. Живееме во едно време кога децата се заробени во рамките на технологијата, кога деноноќно се посветени на мобилните телефони, на компјутерите, и да се промени таквата состојба, значи оне револт или пркос на времето во кое што живееме, беше главната идеја за работа на ова драмско студио. Желбата да се работи со деца постоеше долго време, меѓутоа можеби ова беше најпогоден момент кога созреа и кога на некој начин си го најде времето и моментот за работа. Психологот Фики Гаспар е еден од поуспешните граѓани кои што потекнуваат од општина Гевгелија, меѓутоа денес живее и работи во Скопје, каде што го има центарот Гаспар, и тој во минатата година беше познат пред се по методата неурофидбек, која е доста позната и применувана во светот. Најчесто Европа и Америка ја користат оваа метода која ги очитува мозочните бранови и влијае на нив. Токму Фики Гаспар ја донесе оваа метода во Македонија и го заслужува нашето внимание за топ личност на годината. Јас сум гевгеличанец како најпрво, значи мојот живот го поминав до 18 години овде, каде што нормално после продолжив на универзитет во Скопје. Значи по образование сум психолог и во последните неколку месеци, па веќе и година, се зборува за посебно за неурофидбек методата која што дојде преку мене во Македонија.
центарот веќе работи пола година, 6 месеци, и интересно е што има доста интерес како за почеток, најверојатно затоа што се понудуваат доста нови начини на работа, нови методи, вклучно кој што е првенствено неурофидбекот. Исто така имаме и најавено и некои нови други методи кои што ќе ги донесеме во самиот центар со текот на времето, чисто заради интересот од клиентите. И се надевам дека веќе претпоставувате кој исто така влегува во топ личност на годината. Оној кој што за жал веќе не е меѓу нас, докторот Ѓорѓе Петков во освојувањето на врвот на Монт Еверест. 63 годишниот доктор специјалист, инаку инфектолог од Гевгелија, го загуби својот живот качувајќи се на Монт Еверест, односно во базниот камп 3 на 7200 метри надморска височина и колабрирал при подготовките за финалната рута за искачување на врвот на Монт Еверест. Одиме со една негова изјава што наш колега од телевизија Нова ја направи со него пред тргнување на искачување на овој врв. Доста жестоки, пошто врвот е висок близу 9000 метри, тоа е 8848 метри, и тука нема импровизации, нема инсинуации, тука треба да бидеш спремен или одиш или не одиш. Како што течат настаните од ова експедиција ќе трае малку подолго, пошто е многу голема висина, треба да се аклиматизира организмот, да ја поднесе таа висина, да поднесе тој безвоздушен простор каде што ќе користиме и боци со кислород. Во базниот логор имаме 4 етапи. Тоа се шепаски села кај што преникуваме во лоџеви по патеката, значи тука нема, тоа е патека кај што поминат само животни, тоа се нивните говеда, азијски говеда јак, кои се аклиматизирани на оваа висина, тие живеат на висина 3 до 5000 метри, и друго транспортно средство во овој нема. Целото опрема која ќе негде ќе биде околу полото, ќе пренесува овие животни, а личната опрема и ранците ќе ги носат шерпасите. Како што рекол, до базниот логор има 4 вакви етапи. Централно место тука зазема Наче Базарево поголемо село, кај што има сместовалишта, тука се представува едно веднојки, па се тргнува до базниот логор. Базниот логор ќе биде кој се наоѓа на 5300 метри, најголем дел од овој ќе биде, и тука ќе треба да се припреми целата аклиматизација и искачувањето на висинско логор. Од базниот логор нагоре, зависно од времето, реков, тоа може да биде на почеток на мај, може да биде крај на мај, тоа ќе биде краток период, мигделот ќе биде многу динамичен, многу екстремен. Таму ќе треба да ја дадеме целата наша снага, целото наше искуство, целото наше знаење, да ја постигнеме целта и да го освоиме врвот. Мимица Јосифовска ја објави својата втора книга. Присуствувавме на нејзината промоција, каде што зедовме и изјава. Накратко, неколку сегменти, неколку извадоци од оваа промоција.
Поглед кон прозорецот. Те замислувам со цвет врака. Поглед кон вратата. Те очекувам. Срцето силно бие дали тоа е љубов или... Го слушам звоното. Срцето се посилно чука. Но тебе те нема. Го нема твојот лик. Го нема цветот. Само кратка порака. Не чекај ме. Што содржи оваа книга? Значи, таа е спој од поезија и проза, но што конкретно тематски? Нашиот љубовен живот меѓу мене и мојот сопруг, кој што е почнат одамна пред 18 години. Нашата љубов се уште не е изгасната. Спомените се уште стоат и вистината, горката вистина која што ме напушти многу прерано. Болката што ја осеќав, на тој начин ја искажав преку зборови. Пола е проза, автобиографска повест, а пола е поезија, исто така секоја реченица, секој стих што е напишано во книгата е вистината. Може би некој ќе биде повреден од тоа што ќе го прочита после издавањето, ама тоа е горката вистина која што за мене е болна се уште. Така, реална е книгата, реалистично би кажал, значи премногу, како што велиш и ти, вистина е впишана во неа. Како до читателите, значи дали ќе се дистрибуира или само оние кои што ќе допрат до тебе, ќе дојдат до тебе или на некој друг начин? Па книгата е напишана 2006 година. Ама ми требаше долг период за да застанам цврсто, решителна, за да можам да ја отпечатам. Поради горката вистина, која што е внатре испишана во кратки црти, ми беше страв како ќе биде кога ќе се чита. Секој што ќе биде присутен на промоцијата и сите круг на пријатели од моја страна, од страната на сопругот, неговите другари, пријатели ќе ја добијат така. Тоа е посветена повторно како првата книга на мојот покоен маж. Така, промоцијата се одржува во Народниот театар во Гевгелија, многу учесници колку што можевме да забележиме и јас исто така кажав дека оваа книга е премногу реална, односно во неа се отсликува твојата животна реалност и твојата болка. Дали ќе следат нови книги и дали ќе се држиш на оваа тема или можеби еве ќе отскокнеш? Или рано да кажам? Сакам да сменам, бидејќи имам доста критики од моите пријатели и другари, зашто повеќе се солзи додека се чита, но ќе се потрудам да сменам нешто. Сепак пак ќе биде, се надевам пак на истото. Така, но животот оди понатаму. Да, животот мора да продолжи, поради син ми. Книгата Искрена љубов и солзи, ако го најде патот до читателот, тогаш е вистински оправдана и ќе живее како лектира не во училишните клупи, туку во нашите глави и во нашите мисли. Животот боли. Животот непрестано боли. На маргините од нашата душа го чувствуваме пулсот на нашето живење. На маргините, тогаш кога сме безпомошни, кога едва и го гледаме денот, кога уморно ја трошиме ноќта, зашто очи немаме, имаме тага, болка, болка. Тогаш боли. Скршена од животот, скршена од денот што натежнува како бреме на нејзините плеки, Мимица во книгата Искрена љубов и солзи го гради својот свет на тагата. Тогаш кога ја осознава среќата, тогаш ја осознава и несреќата. Тогаш кога го раѓа животот, тогаш и умира надежта дека утре може подобро да биде. Нејзините лирски чувствувања се нејзин внатрешен порив, нејзино четиво кое наивно го пишува романот на животот.
во нејзината нарација, никој не смее да препознае недостиг на литерарност, недостиг на лексика. Напротив, нејзиниот излив е душобол кој продира длабоко во секој што се одлучил да го прочита нејзиниот живот, низ прозаичното раскажување на болката и лирското чувствување на емоцијата, која повеќе е тегобна отколку рефлексивна. Вообичаено јануари е месец на многу празници, така и на богојавление водици и следат инсерти, снимки што нашиот камерман Васко Трајков ги направи по повод овој ден, односно фрлањето на крстот во водите на реката Вардар. Светото Евангелие според Марко. Слава Тебе, Господи! Свет Дух, просвети ова света вода. Амин. Сам ти човек любче цару, дојди сега. Амин. Господ Господов над воде. И се разделувајо орда. За да ги спе Твоите чудеса. Амин. Велик си Господи, чудни се Твоите дела и ниједен збор нема да биде доволен.
Почитувани присутни оваа година, крстот од реката Вардар го извади Љупчо Трајков од Гевгелија. Има 29 години и прв пат плива во реката Вардар по крстот. Нека е жив и здрав за многу години празникот. Амин. Во бонарод милика биме, во бонарод, иди во бонарод, като во темна месечина, инто, ојче, лакардиите оставиме. Вечерва ќе си ги соберам коските, ќе ја повикам душата од колината и ќе ти дојдам. Преку црни води ќе ти дојдам како топол здив. Ако спиеш, ќе ти влезам во сонот, како мала шумска светул. Да видам, само да видам дали срце се уште за мене ти чука. Вечерва морам да ти дојдам, со мек чекор, како свадбен дар, како звук од ичовта гарнета. Нека звонат белите камења кога те прашаат ситни злобници. Каде отиде без пиштука? Типка Мико, не кажувај дека сум во бонарод. Речи, ја го тука во моите црни очи. Во бонарод Мика биме, во бонарод Егиди, во бонарод, като во темна месечина, инто, ојчте, лакардиите оставиме. Ристо Јачев, мама. По долг пат и глад, по многу непроспиени ноки, само од устата на мајка ќе чуевме. Ки се врниме, боси, не боси, ки си ојме дома, ки го видме гребин, златниот прстен на двете уши и сладката вода на Танасов кладенец. Не знам зошто, мајка само еднаш во годината така ќе изустеше. Последниот пат ја фати шамијата и вресна. Ичку, ти мајки. А слушаш нојката барборка като празна воденица. Слушаш, а не пулиш. Ни лице има, ни душа има. Само долу, многу долу глава од вампир. Пиле мајкино, там сите са закопани. И то Тириска, и тачки Ѓорги, и дед Димитре. И крајната пишка на свитулката, и крајното човече на окто. Пред троа време, мама си ја зеде Господ. Ние ги слушаме молињата како рикаат и пулиме по патиштата. Да го видиме од некаде нејзиниот широк воденски фустан. И тоа би било се, почитувани гледачи, во вечерашната емисија. Гледајте ја програмата на телевизија Нова, гледајте ги нашите репризи и гледајте ја пред се нашата емисија од станица до граница. Васко Трајков и Тони Аврамов ве поздравуваат со поздравот, довидување до следното наше видување.